Поштени гледачи, добар ден, добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Конечно сонце, сончеви денови после обилните врнежи, но проблемите за земјоделците останаа после толкав долг врнежлив период, особено во Кочанскиот регион, каде што не успеа голем дел од земјоделците да го дособерат родот. Заради преголемата влага по нивите се проблематизираше жетвата, особено е проблематично во оние делови, оние региони кои што се најдалеку од браната, кои што меѓу последните добија вода за сеидба и меѓу последните и насеа. Таа задоцнета сеидба сега се одразува да не беше стасан оризот во тие региони, да не беше стасан за жетва и сега со овие дождови практично не можеа да влезат да го ожнеат комбајните. И да се успее со овие сончеви денови некаде ќе се жнее, ќе се дособира, сепак ќе има проблеми со квалитетот, ќе има доста проблеми од се како последица на задоцнетата сеидба. Од тука земјоделците укажуваат и алармираат дека е важно и потребно да се фати наводнувањето како приоритет за догодина, да се исчистат каналите, вода да има доволно да се обезбеди и да се пушти навреме водата за сеидбата како многу важна работа. Во денешната емисија ќе зборуваме и за сончогледот, култура која што е многу значајна за македонското земјоделство, култура која што е на прагот да ја изгубиме и да ја снема, како што го снема фионот, како што го снема памукот, шеќерната репка и еден куп други култури. Единствениот и најголемиот откупувач во Велес, ако престане со откуп, тоа ќе значи дека ќе немат каде да го предаваат земјоделците и тогаш ќе биде вистински проблем. Мотивот за да престане и за да продолжи да откупува е само ако се најде модел, начин да се помогне на земјоделците да ги зголемат површините, односно да ги зголемат приносите. Едно од решенијата за да ги зголемат приносите е да се среди наводнувањето, да има што повеќе вода до нивите, на тој начин ќе имат и поголеми приноси, на тој начин ќе остане интересот да го одгледуваат сончогледот. Тука се и нашите редовни рубрики околу стручните совети, така да бидете со нас. Почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Националната земјоделска мрежа го осуди начинот на кој се врши откупот од страна на откупните компании кон своите долгогодишни кооперанти. Откупните компании, злоупотребувајќи го дискриминаторскиот закон за тутун и истовремено прекршувајќи низа законски одредби преку проценка, целиот тутун да оди во прва класа, всушност ги манипулираат и злоупотребуваат тутунарите. Според Националната земјоделска мрежа, тутунот што се проценува во прва класа, всушност се прави по цени кои одговараат за трета класа, и заради тоа е голем револтот кај тутунарите. Со ваквиот начин на проценка се дестимулираат оние тутунари кои со многу труд и вложувања реално имаат екстра квалитетен тутун, кој моментално се вреднува по цена на тутун со многу послаб квалитет. Тие ги осудија откупните компании кои со ваквиот начин на проценка и вреднување на тутунот неповратно го уништуваат македонскиот бренд на тутун, кој е граден макотропно со децении. Барат откупот да биде по класи, но прва класа да биде најмалку 600 денари без одбитоци, а втора класа да биде 500 денари без одбитоци, со субвенција од 100 денари за килограм. Доколку се продолжи вака, тие најавуваат и представка до Уставниот суд заради дискриминација на тутунарите по основ дека се спречени да се договорат за цена за својот производ, што се коси со уставното право на рамноправност. Обилните врнежи во одредени региони во Источна Македонија ја пролонгираа сеидбата на јачменот и пченицата. Од Асоциацијата на земјоделци сметаат дека околу 40% од површините во Штипско-Овчеполскиот регион не се посејани со жито заради тоа што земјоделците нема можност да влезат во калдивите ниви и да ја извршат есенската сеидба. Земјоделците стравуваат дека задоцнетата есенска сеидба ќе значи и помалку произведени количини на јачмен за стоката и на пченицата, односно на лемното зрно. Дел од експертите советуваат онаму каде не е посејано во оптималните рокови кои изминаа да се оди на пролетни култури или да се оди на факултативни семиња кои би дале соодветен принос. Агенцијата за храна и ветеринарство од 6 декември почнува со втората годишна кампања за орална вакцинација на лисиците против беснило. Кампањата ќе се спроведува до крајот на декември со авионско фрлање на вакцинални мамки со финансиска поддршка од Европската здравствена и дигитална извршна агенција. Вредноста на поддршката за период од 3 години за пролетната и есенската орална вакцинација изнесува околу 2,5 милиони евра. Мамките се фрлаат на целата територија на државата со исклучок на населените места, водените површини и планинските врвови над 2000 метри, при што ќе бидат фрлени околу 450.000 вакцинални мамки. АХВ со апел до граѓаните да не ги допираат вакциналните мамки кои се со кафена боја и личат на чоколадни коцки, ако најдат на нив во шума.
Од 1 јануари почнува примената на Законот за работно ангажирани лица, која регулира областа на сезонското ангажирање и се очекува да влијае на намалување на сивата економија, најавуваат од Министерството за економија и труд. Оттаму посочуваат дека со новиот закон ќе бидат опфатени студенти, пензионери, невработени, самовработени лица кои можат дополнително да заработат без да ги загубат бенефитите, а ќе биде наменето и за работниците во земјоделството. Предвидено е да има мобилна апликација со која сите работодавачи кои ќе ги ангажираат овие лица ќе можат во моментот да ги пријавуваат и да ги одјавуваат, а со тоа ќе се овозможат дополнителни приходи за луѓето кои сакаат дополнително да бидат ангажирани за подобрување на својата економска состојба. Главната тема за денешната емисија ни е сончогледот. Полека ја губиме културата, го губиме интересот и единствениот откупувач Велешка маслодајна, Велешки кристал, ако престане да откупува, како што најавува, бидејќи со сегашните површини, со сегашните количини, буквално 3 месеци едва и работи погонот за екстракција на масло од сончогледот, другите месеци, 9 месеци во годината седи така празен, најавуваат дека е потребно државата добро да размисли како да го врати интересот кај земјоделците, оваа култура да не ја изгубиме и да не биде заборавена. Се наоѓаме во една од нашите најстари компании и со право над 100 години традиција да успееме да задржиме една од стратешките компании во македонската економија, компанија која што е многу значајна за земјоделството. Темата на денешниот разговор не е токму поврзаноста со земјоделството. Сончогледот ни е една од културите, ако се земе преку суровото масло како масло за јадење, дека ние во стоковите резерви една од стратешките култури, некако не го гледаме сончогледот како стратешка култура, не се однесуваме кон него како таква. Што говорат бројките, еве, завршен е веќе откупот, колку годинава откупивте, што говорат бројките споредено со изминативе неколку години? Добро, ние повеќе пати сме зборувале на оваа тема, еве сега благодарам што повторно имаме можност да кажуваме и да зборуваме за сончогледот. За жал, низа години наназад нашата компанија се залага да се врати сончогледот на полињата, во споредба со социјализмот во Југославија, кога имаше многу поголеми бројки на сончоглед, ние спаднавме скоро и да го нема сончогледот. Со огромни напори на компанијата Кристал се трудиме и се бориме да се зголеми таа количина, меѓутоа за жал немаме многу успех. Кои се причините не знам, меѓутоа бројките кажуваат друго. Оваа година го откупивме целокупното производство во Република Македонија, како и секоја година. Значи, ние откупивме оваа година домашен сончоглед 4950 тона или 5000 тона, што е многу мала количина за капацитетот на оваа фабрика. Јас си порано напоменуев дека отприлика ние дали 3 месеца го работиме или преработуваме сончогледот, потоа работниците кои работат во тие погони 9 месеци треба да ги плаќаме, а да не работат така речено или да им даваме некоја споредна работа каде што продуктивноста е многу помала. Многу пати сме апелирале дека е потребно и владата, односно Министерството за земјоделие да преземе конкретни мерки, да направиме некоја стратегија да се врати сончогледот на нашите полиња. Меѓутоа, еве, за жал, сите овие 10 или 15 години колку што се залагаме, немаме некој позначителен успех. Јас и претходно алармирав дека фабриката работи за профит, нормално е менаџерскиот тим полека, но сигурно се стреми веќе воопшто да не откупуеме и да не работиме сончоглед, затоа што потребно е да правиме профит, а не да работиме само за љубов кон државата. Тоа го знаат и земјоделците, во колку се случи да ние, пошто сме единствени што откупуваме сончоглед, земјоделците треба оваа култура, како и многу други култури во Република Македонија, едноставно да исчезне од полињата. Нашите дечиња нема да знаат што е сончоглед, тоа прекрасно растение кое е на полињата, кога свети жолто-зелена боја, едноставно е прекрасно да ги гледаш нашите полиња. Меѓутоа, за жал, можно е и оваа култура да исчезне. Тогаш земјоделците ќе бидат во една уште понеповолна состојба, освен пшеница и јачмин,
едноставно ќе нема што да сеат, односно нема да можат да прават плодоред. А во земјоделието сите знаеме дека е потребно да се прави плодоред, затоа што после сончогледот, од искуство земјоделците кажуваат дека приносите на пшеницата или на јачмењот се многу поголеми. Меѓутоа, за жал, еве се наоѓаме во една, не знам како да речам, сложена ситуација или на границата дали да работиме или да не работиме. Ние можеме, како и други, да увезуваме сурово масло, не знам, од Украина, од соседните држави, не знам, од Русија, и да бидеме многу попрофитабилни, меѓутоа, ете се трудиме и се уште се бориме, белким ке смогнеме сили и ние и Министерството за земјоделие и земјоделците, оваа култура повторно да дојде барем до оној тренд или оние количини кои некојаш биле во Социјалистичка република Југославија. 30.000 тони без проблем, може да ги обработува. 30.000 тона во социјализмот и 50.000 тона оваа фабрика откупувала во социјализмот. Сега со нови агротехнички мерки, не знам, со се што располагаме, сигурно тие приноси, ајде да не речам да се дуплираат, меѓутоа 50% би требало да се поголеми. Тоа би овозможило да се задоволува потребите на Република Македонија скоро во целост, односно да не бидеме зависни од увоз. Згоре на тоа можеме да извезуваме во соседна Албанија, Косово, каде што воопшто пак немаат сончоглед и се увозно зависни. Меѓутоа не знам зошто еве во изминативе години никој не размислувал да направиме нешто заедничко, да се свртиме кон извоз. Иако слушаме од политичарите дека е потребно да се извезува и така натаму, меѓутоа нема државата некоја стратегија во однос на тоа да имаме суровина, која оваа фабрика би работела 100% и во континуитет цела година. Субвенциите, ако ги погледнеме горе-доле, секоја година се на исто ниво, нема некое поместување. Главниот адут на земјоделците секогаш се сведува на тоа која е откупната цена, зошто е ниска откупната цена, а таа ја диктира светската берза, не ја диктирате вие. Доаѓаме ли до моментот дека мора да се бара начин како да ги зголемиме приносите? Наводнување ли ќе биде, што ќе биде? Како може би единствено некој излезно решение. Не велам дека не треба да се зголемат и субвенциите, понатаму да биде како дополнителен мотив, но мора паралелно на неколку работи да се размислува. Па видите, земјоделците од низа години наназад секојаш преку таа цена не се задоволни, никогаш не се задоволни. Меѓутоа, реално ако и гледаме работите и поголемите земјоделци се свесни за тоа дека ние како компанија, приватна компанија, не можеме да даваме повисоки цени од цените кои се во соседна Република Србија или Бугарија, или оваа година во Грција беа многу пониски цените на сончогледот. Ние мора да се ориентираме и да ги следиме светските трендови, бидејќи гледате дека имаме увоз на флаширано масло од соседните држави, посебно од Србија, е преплавен македонскиот пазар. Тоа би значило директна конкуренција. Директна конкуренција и тоа значи дека ние не можеме да калкулираме со цената на сончогледот, затоа што нашето масло би било многу поскапо и ние не би можеле да го пласираме на домашниот пазар, а камоли за извоз, каде што цените се драстично пониски, каде што бараат многу пониски цени, меѓутоа ние сме зависни од увоз на сурово масло и ние не можеме да постигнеме некои позначителни цени да се свртиме кон извоз. Значи, треба да имаме домашна суровина за да бидеме конкурентни за извоз. Јас си порано сум зборувал дека решението за земјоделците е во зголемување на приносите. И они истото го мислат. Гледам дека некои земјоделци во разговор, кои сме и пријатели, еве низа години наназад работиме заедно, така речено, полека се свртија кон модернизирање на агротехничките мерки. Не знам, слушајќи ги нив, требало да се ора, не знам, со некои подирувачи, не знам, не сум земјоделец. Так. Они ги увиделе предностите. Се што е она добро, што го постигнале некои прифатни земјоделци со поголеми приноси, мислам дека тоа треба Министерството за земјоделие да го прифати и да ги едуцира помалите земјоделци да ги зголемат приносите. Јас и порано зборував, значи, Министерството за земјоделие треба да следи и да види дека со сите тие силни субвенции кои големи пари ги даваме и ги одвојуваме за земјоделието, дека немаме некој напредок. Напротив, по моја информација ние имаме пат во земјоделието, не само за сончогледот,
зборувам и за другите култури, односно општо за земјоделието. Значи, Министерството за земјоделие треба да размисли, можеби треба да смени стратегијата во однос на субвенционирањето. Можеби треба да почне да градиме со тие пари мини акумулации и да се доведе до секоја нива вода, бидејќи климатските промени се повеќе се влошуваат, нели, се пожешко и пожешко станува, на растенијето му е потребна вода, можеби треба државата, Министерството за земјоделие да размисли, да направи некоја стратегија, да почне да се носи вода до секоја парцела, со тоа јас сум сигурен дека приносите би се зголемиле многу повеќе, во однос на сончогледот сигурно би дошле на просек како што е во соседна Бугарија, во соседна Србија, и со тоа земјоделците мислам дека со истите трошкови, порајќи нафта, ѓубрива и така натаму, би имале поголеми приноси. Не е исто дали ќе има тон и пол или 3. Или 3, а цената на тон и пол и на 3 не е иста. Ние ако дадиме 30-31 денар како оваа година, онако има 3 тона, парите ќе бидат многу поголеми и тогаш математиката ќе биде многу подобра за земјоделците. Меѓутоа, тоа оставам на Министерството за земјоделие. Јас сум расположен за соработка со земјоделците, со Министерството, да седниме сите, да направиме некоја стратегија и конечно да тргнеме напред, односно земјоделието да си дојде на она ниво кое што било некогаш. Ние сме многу поназад од тоа што сме го имале. Треба да се запрашаме зошто е така. А по мене би требало барем 50% да видиме подобри од она што било пред 40 на години. А важноста на сончогледот е многу голема. Не е само плодоредот, не е само стратешки. Видовме у короната колку ни беше важно да имаме собствена суровина, важно и за сточарите ќе имаат ќуспе. Огромна важност на сончогледот во македонското земјоделство. Па не случајно нели викаме дека сончогледот е стратешка култура. Сето ова влие, кажуевме и кога беше короната, се сеќавате, министерот дојде ми за стопанство за да се сликаат. Едино ние имавме масло, бидејќи соседна Србија забрани извоз, нели? Едноставно масло снема, фати и некоја паника кај граѓаните, меѓутоа ние испаднавме тогаш со министерот за стопанство, рековме да, ние имаме доволно масло, нема потреба граѓаните да се плашат во Република Македонија, спремни сме да ги снабдиме сите. Сето тоа ја кажува важноста, јас многу пати зборувам колку е важна домашната суровина. Не дај Боже во такви кризи, војни и други работи, каде што соседите би забраниле да се извезува, ние едноставно би останале без оваа стратешка култура. Не би знаел што би правеле граѓаните тогаш и затоа крајно е време, значи, да посветиме внимание Министерството за земјоделие, да разговара со земјоделците, со нас, ние сме спремни се да откупуваме, да се зголеми производството во Република Македонија. Така. Се надминали оние абсурди на увозно сурово масло да има помал данок отколку за сончогледот. Сметате ли дека тука е потребна итна интервенција? Вака има некои економски нелогичности. Па ние повеќе пати заедно со земјоделците сме барале таа неправда со данокот, со ДДВ-то кое го наметна претходната влада, зголемувајќи го ДДВ-то на луксузни производи, во тие луксузни го сметаше и сончогледот. Најверојатно мислеле на сончогледот за грицкање, меѓутоа гледате, ова е стратешка култура, ова не е некоја мала количина да си играме играчки. Значи, нема никаква логика економска, ниту никаква, да биде ДДВ-то 10% на сончогледот, на домашната суровина, и овие гледате, не знам која била целта на таа влада, а и сега оваа влада, нашиот глас очигледно не допира до Министерството за финансии, до министерката, не знам зошто. Може би треба министерот за земјоделие да ја укаже на министерката за финансии дека ова што е 10% ДДВ-то на сончогледот воопшто не е во ред. Дека е абсурд. Абсурд, нема никаква логика, видите, на домашна суровина да воведуите 10%. Не знам која е целта. Ако е целта да се полни буџетот, пак нема никаква логика. Затоа што гледате, ние сме откупиле 5000 тона сончоглед. Која е таа сума која ќе се наполни во буџетот? Наспрема во 2024 30.000 тона увезено сурово масло. И тоа е оданачено со 5%. И тоа е со 5%. Значи, ако е целта да се полни И тоа ви е буџетот, директна конкуренција баш. нормално треба да, ако е 10%, замислите кои пари би влегле во буџетот.
Сега имаме некои објаснувања, ДДВ-то е повратно и така натаму, меѓутоа и тоа повратно ДДВ нас многу не смета, нас како на компанија. Ние во овој момент имаме за поврат околу 25 милиона денара во однос на ДДВ-то, кој државата се уште не ни ги исплатила, иако требаше до сега да ги исплати, а ние треба да оплатиме сончогледот на земјоделците, бидејќи договорот и нашето ветување е до нова година, ние секогаш до сега сме го исполнувале тоа. Од тој аспект се биде Меѓутоа, задоволни. тие се наши пари кои треба да ни ги врати државата, ние за тие пари плаќаме кредити, односно камати, за да исплатиме на земјоделците. А кога ќе ни ги врати државата и ние не знаеме. Мислам дека не е во ред и крајно време и мислам дека нашиот апел на преработувачите, ние како преработувачи на сончоглед и земјоделците, мислам дека е крајно време таа неправда во однос на земјоделието, во однос на фабриката Кристал да се исправи и конечно да почнеме да работиме, односно да ги слушаат нашите апели, нека размислат и нека видат дека ова што го кажуваме воопшто сме во право, воопшто нема никаква логика, ниту пак државата има некаква корис од сето ова. Колку сметате дека треба фокусот да го ставиме на преработувачите? Вие сте предводите една таква компанија, колку се преработувачите можат да ни бидат моторот кој што ќе придонесе за извоз? Ние не само што имаме страшен дефицит во однос на увозот, преку милиарда даваме за увоз на храна, ние и бројките за извоз не се такви како што треба да не бидат. Имаме суровина, имаме такво подрачје кое што има капацитет за производство, ама доработката ни е некако ни е слабата алка. Точно така, јас многу пати и тоа го зборувам во разговор со преработувачите од другите индустрии, не само со сончогледот, нели скоро сите сме во ист кош преработувачите и многу одамна кажуваме и апелираме дека државата е потребно, слушаме дека имаат желба да се развие земјоделието, желбата на владата е да имаме извоз, меѓутоа нема некоја стратегија како сето тоа да се реализира. Во колку нашата суровина се зголеми производството, односно земјоделието го ставиме на гранки, кажав, како што некогаш било, тогаш ние преработувачите, дали се работи, не знам, за преработка на пиперки, највари, домати, кетчапи, не знам, грозје и така натаму, пченица, се што спаѓа, нели, ние во преработувачка индустрија, треба државата конечно да размисли затоа што, например, еве јас кажав дека ние можеме да извеземе масло и во соседна Албанија и во соседно Косово, па и во Србија ни извеземе помалку, меѓутоа немаме наша домашна суровина, едноставно не сме конкурентни. Да не зборуваме тука за другите работи како што е енергијата и така натаму, да имаме подобри цени за да бидеме конкурентни. Во иста ситуација се сите преработувачи. Пример да ги земиме пиперки, тајварот слушам од мои пријатели кои купуваат масло од нас за преработка највар, правење највар, дека увезувале, не знам, пиперки од Турција, а кај нас се случува па нашите пиперки да завршат во Хрватска. Видовте што се случи, пестициди, Европа многу тешко дозволува суровина, нели, туѓа се штитат едноставно. Не знам дали е тоа точно што пишуваше, меѓутоа јас сум секогаш домашното производство да завршува во наши преработувачки капацитети и ние да извезуеме готов производ, а не суровина. Готовиот производ, знаете, е збогатен, плюс тука вработуеме други луѓе, зголемена вредност и профитот на крај што останува во Република Македонија, а не се одлева во други држави. Конечно, крајно време е државата да размисли, да направи некоја стратегија, се тоа да почнеме да го реализираме, да го спроведуваме и профитот да останува во Република Македонија. Блокот стручни совети наменет за превентивната заштита, особено во градинарството во овој период од годината. Во вториот дел од емисијата ќе разговараме за проблемите во Кочанско, за проблемите со оризот. Таму се уште е проблематична жетвата, на голем дел од нивите не може да влезат комбајните, ќе остане, ќе пропадне, а проблематична и цената по која се откупува. Ние поразговаравме со еден млад земјоделец ентузијаст од Крупиште, кој што ги кажува сите проблеми кои што ги мачат годинава земјоделците. 15 хектара ориз и 10 хектара јачмен.
Солидна бројка. Па солидна бројка, да. Солидна. За некој и малку, ама не е битно. Трудиме се. Сами увој тука од ноѓеме се у Крупиште. Тука Крупиште не е познат по најкрупниот ориз. Самото место, може така, се... Шо сорти саде? Шо сорти? Канео, се повише канео. Претходно имаше и опале, италијанско семе. Цело време доаѓаме у заблуда со тие, со Андреја, баш преска разговаравме, одам во Пилара и само Андрејата го признава за италијански ориз. Другите оризи се под турски или под други... Дека не ги знаат, а уствари 95% кочански ориз се од италијански семиња. Значи тоа сакам чисто да го знаат. Значи без разлика дали е камео, опале, луна, Андреја, тоа е се италијанско сорта на ориз. И нема лошо семе, значи нема лоша сорта, зашо ли? Затоа што оризот нема ни вкус, нема ни мирис, може да го правиш и блак и солен, значи зависи од домакингите како ќе го сготват. Значи тоа колку е важно да имате квалитетен семенски материјал, колку е тоа проблем? Тоа е најголемиот проблем кај нас. Затоа што ние немаме фабрика за производство на семенски материјали. Имаме нешто дел увезуват, меѓутоа многу мали количини. Тоа дали би се засејале 10 до 15% семенски материјали од површините се оригинал семенски материјали. И немаме никој што произведува C2, C3 како на ечмените и пченицата, тоа ни е најголем проблем. Бореме се некако, меѓутоа пробано разлика да најдеш семенски материјал и овие што не се семенски, каква е разликата у принос? Да, разликата у принос е огромна, значи трудиме се обично да земеме за една површина мала сееме оригинал семенска и втората година има род, веќе третата и четвртата година родот се намалува, значи мораме секоја година да взимаме оригинал семе. Меѓутоа не можеме ние да произведеме чисто семе иако имаме чиста нива. Значи друго е кога би постоело за целите површини јас да имам C2 семе, да можам да си земам чисто семе за... И државата да организира преку институтот, вие само... Институтот, да. Нема само оригинал, најскапото семе. Значи ние тоа е околу 150 денари се продава, 150 денари се продаваше по килограм, кој би насејал на сите површини, не можам јас само за семето да искарам. Значи за тоа се сејат C2 и C3. И имаме многу голем проблем со препаратите. Значи препаратите ни се комај ги нема. Значи претходно имаме изјавено и тоа што го има не е квалитетно. Годинава беше проблематична, болестите сигурно си заради тоа причина, заради големата влага. Да. Како е со жетвата тука во овој крај? Вие сте сепак еден од регионите тука кај што многу проблеми има со жетвата сега ради дождови. Да, жетвата пошто многу касно се јаме. Имавме проблеми, браната беше празна и имавме до 10 јуни, може и до 15 јуни да беше закъснато со сењето. Времето па задржа. Јас вака како поспор земјоделец последен почнавам, те сега прв заврши, моите колеги уште жнеат. Проблемот е што веќе оризо е у вода, дека има полегнати ниви, оризо е во вода и самите машини не можат да го вршат ориз и половината ориз ќе остане неожњан. И веќе проникнувате. Тука ќе имаме проблеми, лани имавме многу добар мерка од владата, тоа со 6 денара и со 3 денара, или 3 дела од 6. Меѓутоа оваа година со таа мерка почнаа фабрикантите да не злоупотребуваат. Одеме да го продаваме оризо, цело време ни ја кажува таа мерка 6 денара од државата, 6 денара. Значи проблемот е што оваа година нема да имаме таа количина да испорачаме. Значи ќе има граѓани што нема ни да можат да ожнеат. Дел од нивите што ќе останат и неожнејани. Значи не можеме да дојдеме ни до 400-500 кг од декар. Значи имаме барање, ако може да не субвенционират по единица хектар на површина, они ќе одлучат колку треба, како лани што одлучија по килограм, да може да биде по хектар, за да можат земјоделците да си ги раздужат долговите по аптеки и ѓубрива едно од друго, затоа што трговците не се заинтересирани веќе за нашиот ориз. Не знаеме зашо, не се заинтересирани едноставно. Колку е сега цената? Моментално цената од 15 до 25 денари. Значи да. Вика за 20 денара нема место у магазинот, ама за 15 ќе најдеме место. Иначе пуни се со ориз. И не се заинтересирани. Значи и да сакаме ние да го продадеме оризо, нема да може да го продадеме.
Барање Вака гледам се снаоѓате сега, ти тука ќе го сушиш, ќе се снаоѓаме tego те сега и многу е лоша годината што оризо е мокар и што мораме да го сушиме. И мораме да одеме 90% мораме да отидеме да го сушиме кај нив оризо. Сега дури и сушен неќе да го зимат. Едно време за сушен сите трчаа да го земат, значи тоа ти е коме готов производ. Само да го преработи и сушено до терано, секај него дури го гледа оризо, он си сам гледа дека убав оризо, едноставно не се заинтересирани. Ние тражиме од владата нешто да преземе, ако не се овие способни трговци да ни го откупат оризо, Вака само се трупаат количини. се трупат и од количини, лани има дали не се способни они да го извезат овај ориз, значи ја не знам точно со која количина ние располагаме, меѓутоа да се соберат таму и ако не се способни они да го извезат оризот, да тражат некој чаре или некои други инвеститори да се донесат. Претходно имаше фабрика од Турција значи донесена, добро соработуваме, меѓутоа не само една е многу малку. Работата е да се донесат фабрики што ќе откупуваат ориз, што немаат сопствен ориз. И фабрика што ќе може да го извезе оризо од оваа држава. Значи ние на нас 20-30% ние на нас оризо за домашен пазар. Другиот треба да се извезе. Имаме доста квалитетен ориз и ни требаат на нас способни човеци што ќе може да го извезат. Затоа што овие се веќе докажаат дека не се заинтересирани, едноставно они си имаат други цели, да си купуваат џипови, да си купуваат станови, да се надпреваруваат кој побав стан, кој побав магазин, и сега у последно време и почна и земјоделски, кој повише земја да земе. Значи не е замана, значи тоа си е нивно. Секој сака да има повише. Меѓутоа они првично беа како преработувачи. Ние им дозволиме. Тие ги напудија трговците, станаа и преработувачи и откупувачи. Што се случи? Едно време имаше проблем со рандамано. Ајде ние како земјоделци со рандамано почнаваме да го продаваме бел ориз. Од 2 денара бинираната качија на 4 денара. Ајде и на тоа се согласиме. Почна Крш и Уфак да ни го купуваат по многу смешни цени. Значи крмата откупува по 6 денара, само да го преработеш житото кај некој млинар ти траже 2 денара. Ајде тоа го пребродим. Сега што остана? Качија си оне 4 денара бијарината, сега сме принудени, значи не е проблем и го сушеме оризо за 2 денара, па не сме ние добри. Значи не знаеме што треба да направиме. Значи едноставно не се заинтересирани, гледаме дека не се заинтересирани, до државата ако може некој слух да ни даде, да донесе некои други инвеститори, како што е таа фабрика што спомна. Едино таа фабрика што доста ориз откупи, имаме тука една фабрика така кој е расположен си откупува ориз, другите не се заинтересирани за ориз. И не ни е на нас проблемо, за мене лично во мислење, не ми е проблем јас што го давам ориз од 20 денара. Проблемот е што кога ќе отидам у маркетот, кога ќе видам мој ориз дека се продава по 90 и по 120, по 140 денара. Значи некои прават дека нешто не е уредно. 1 литро вода оди да купам е 40 денара, а мој ориз 15 денара. Значи нешто не штима. Значи треба да преземат мерки, значи и они се биле фабрикантите си, они биле како нас земјоделци, значи не се настанале директно фабриканти. Значи ќе дојде време и ние може ќе го преработуваме ориза. Значи сакам само да и пратам порака малку да се солемизират, значи срамота е ова што го прават. Значи во е веќе катастрофа, народот веќе по 15 денара ориз. Што е 15 денара? 15 денара и 10% одбив. Што ги гледам, 18-19 денара, срамота. И не знам што ќе се прави. И тука некаде е крајот на денешната емисија, ви благодариме за вниманието. Се гледаме за 7 дена. Пријатно.